Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе обработиме проповета на апостолот Павле, кажана пред филозофите во Атина, како и настаните поврзани со неговата мисија во градот Коринт. Веднаш ќе започнеме со читање. Глава 17, стих 22. Тогаш Павле застана сред аеропагот и рече: "Луѓе атињани, посе гледам дека сте побожни." Ова е една од моите омилени проповеди кажани од страна на апостолот Павле. Иако дел од неговите слушатели беа непријателски настроени кон апостолот, сепак тој ја започна својата проповед со еден вид на пофалба упатена кон нив. Павле не почна со зборовите "Луѓе атињани, вие сте безбожници и пагани", туку со зборовите "Луѓе атињани, посе гледам дека сте побожни". Односно, тој како да вели: "Според се што видов досега во овој град, јас не можам да дојдам до друг заклучок, освен дека вие сте доста побожни луѓе". Зборот побожни не значи дека тие се однесуваа побожно, туку дека покажуваа интерес за духовните прашања поврзани со животот. Атињаните, како и речиси сите други народи во тоа време, беа луѓе кои веруваа во многу богови. Но, забележете како Павле ја продолжи својата проповед, стихови 23 и 24. "Зашто кога минував и ги разгледував светилиштата ваши, најдов и жртвеник на кој беше напишано: на непознатиот Бог. За него пак, кого вие не го знаете, а кого го почитувате, за него јас ви проповедам. Бог, кој го создаде светов и се што е во него, тој е Господ на небото и на земјата. Тој не живее во ракотворени храмови." Навистина ми е интересно тоа што Павле не почна да ја напаѓа идејата за постоењето на многу богови, туку најде еден жртвеник кој беше посветен на некој си непознат Бог и го искористи тој момент за да им зборува на присутните за Господ, оној кој тие навистина не го познаваа. Но Павле вели дека тој Господ е оној Бог кој го создаде светот и се што е во него, оној кој е Господар над небото и на земјата. Атињаните веруваа дека постојат многу богови и секој од нив е Господар над одредена област или аспект од животот. Но Павле им вели: има само еден кој владее над се. Стих 25. Ниту пак прима служба од човечки раце, како да има потреба од нешто, но сам на сите им дава живот, здив и се. Павле вели: Бог нема потреба да му даваме нешто, ниту пак да му правиме какви било храмови, жртвеници и слично. Многобожците во тоа време веруваа дека треба да им принесуваат жртви на своите богови, со цел тие богови да бидат благонаклонети кон нив. Но вистинскиот и единствен Бог е благонаклонет кон луѓето поради својата љубов, а не поради тоа што тие би можеле нешто да му принесат со кое ќе ја заслужат неговата благонаклоност. Апостолот не само што вели дека Бог нема потреба да му принесуваме дарови, туку дека самиот тој е оној кој ни дава дарови на нас луѓето. Во првиот дел од проповета, апостолот зборува за така наречени физички дарови, кои Бог им ги дава на сите луѓе, а подоцна ќе зборува и за духовниот дар, односно спасението кое исто така е достапно за секој човек. Стих 26. Од една крв го создаде сиот род човечки, за да живее по целото лице на земјата, откако утврди предопределени времиња и граници на нивните живеалишта. Кога Павле вели дека Бог го создаде сиот човечки род од една крв, со тоа сака да каже дека сите луѓе потекнуваат од него и сите луѓе припаѓаат на еден ист човечки род.
Тие може да се различни во многу аспекти, но во суштина сите луѓе се исти, бидејќи имаат ист Создател и сите се создадени според неговиот лик. Патем, тука апостолот не вели дека сите луѓе се браќа, туку дека сите се дел од човечкиот род. Мора да ги разграничиме тие две нешта. Луѓето имаат ист Создател, но не и ист небесен татко. Сите луѓе се Божји созданија, но не се сите луѓе Божји синови и ќерки. Божји синови и ќерки се само оние кои веруваат во зборовите, смртта и воскресението на Господ Исус. Павле вели дека Бог ги создаде луѓето, им даде се што им е потребно за живот и ги насели на различни места низ целиот свет. Но, која е една од главните цели поради која Бог го создаде човекот? Стих 27. За да го бараат Господа, та да би можеле некако да го насетат и најдат, иако тој не е далеку од секого меѓу нас. Ние сме тука на земјата за да имаме заедништво и општење со нашиот Создател, односно со Господ. За жал, малкумина се оние кои се посветени на таа цел. Поголемиот дел од луѓето живеат за себе, за да им угодат на своите телесни страсти, а не за да го бараат Господ и да живеат според неговата волја. Стих 28. Зашто ние преку него живееме, се движиме и постоиме, како што рекле и некои од вашите стихотворци, негов род сме. Со други зборови, причината поради која ние луѓето се уште сме тука на земјата е Божјата благонаклоност. Поради него ние живееме, се движиме и постоиме. Патем, интересно и тоа што Павле цитира и еден грчки поет, се со цел да им ја долови својата поента на слушателите. Станува збор за поетот Аристий, стоик кој живеел и пишувал во 3 век пред Христос. Но Аристий не пишувал за вистинскиот Господ, туку за еден од боговите во кои тој верувал. И покрај тоа, Павле ги користи неговите зборови за на присутните да им каже дека луѓето потекнуваат од еден бог, но тоа не е оној за кој пишувал Аристий, туку оној за кој самиот Павле им проповеда. Стих 29. И така, бидејќи род Божји сме, не треба да мислиме дека божеството прилега на злато или сребро или камена творба што излегла од човечки ум и измислица. Со други зборови апостолот вели: оставете ги идолите настрана. Тие не се соодветна представа на Божјата големина. Стих 30. Бог пак, не осврнувајќи се на времињата на незнаење, сега редум им заповеда на сите луѓе да се покајат. Павле како да им вели на оние кои го слушаат: не е важно што досега сте живееле во незнаење за сите овие нешта, но сега, кога веќе знаете, Бог ви вели да се покаете за своите гревови и да тргнете по неговиот пат. Тоа е она кое Бог до ден денешен го бара од луѓето, да поверуваат во Него, да ги остават зад себе гревовите, односно да се покајат и да чекорат по неговиот пат. Стих 31. Зашто определи ден кога праведно ќе му суди на светот преку одредениот од него човек, откако ги увери сите со неговото воскресение од мртвите. Како и во сите други проповеди, така и тука Павле зборува за воскресението на Исус Христос. Но, во оваа проповед го представува и како праведен судија кој ќе му суди на целиот свет. Забележете која беше реакцијата на присутните кога го слушнаа зборот воскресение. Стих 32. Кога чуја за воскресението од мртвите, едни се насмеаа, а други рекоа: друг пат сакаме да послушаме за тоа. Знаете ли зошто? Бидејќи платонизмот кој беше доминантен светоглед помеѓу тие луѓе се противеше на идејата за воскресение на мртвите.
Токму затоа некои луѓе со презир гледаа на пораката на Евангелието, но сепак други посакаа и друг пат да слушаат за тоа. Стих 33. И тогаш Павле си отиде од нив. Некои луѓе велат дека мисијата на Павле во Атина беше катастрофално неуспешна, бидејќи луѓето му се смееа. Но јас не се согласувам со тој заклучок. Забележете што пишува во стих 34. А некои луѓе се присоединија кон него и поверуваа. Меѓу нив беше Диониси Аеропагит и една жена по име Дамара и други со нив. Ова значи дека некои од оние кои го слушаа Павле поверуваа во пораката на Евангелието. Лука не ги дава имињата на само две личности, но предпоставувам дека имало барем 10, а можеби и повеќе, кои ја прифатија христијанската вера. Сега доаѓаме до глава 18, во која се запишани настаните поврзани со мисијата на Павле во градот Коринт. Досега видовме како го проповедаше Евангелието во неколку големи градови, како што се Филипи, Солун и Атина, но потоа одлучи да оди во Коринт, кој исто така беше многу познат и стратешки важен град. Стих 1. Потоа Павле ја напушти Атина и дојде во Коринт. Пред неколку години, кога бев во Грција, и ние патувавме од Атина кон Коринт, но ние патувавме со автобус, а предпоставувам дека Павле одеше пешки кон Коринт. Во тоа време градот важел за еден од најизопачените градови во тој дел од светот. И мислам дека посланијата кои Павле ги испратил до христијаните во Коринт многу добро ја потврдуваат таа информација. Во оваа програма ние се уште ги немаме обработено тие посланија, но кога ќе дојдеме до нив, ќе сватите што сакам да кажам. Во првиот век Коринт беше како градовите Содом и Гомора, или ако треба да го споредам со некој денешен град, би рекол дека беше како Лас Вегас. Во тој град луѓето одеа за да ги задоволат своите телесни страсти. Многу лесно и релативно ефтино можеа да најдат проститутки, да купуваат алкохол и да уживаат во други грешни задоволства. Денес од градот има само некои остатоци од римска бања, за која се верува дека било местото каде луѓето оделе да се отрезнат. Покрај другото, историјата и археологијата сведочат дека во градот Коринт постоел и голем храм кој бил посветен на божицата Афродита, во кој работеле околу 1000 проститутки. На некој начин, религијата посветена на Афродита, покрај другото, била религија посветена на секс. Во многу аспекти, таа религија е жива и денес. Иако денес луѓето не и се поклонуваат на Афродита, сепак религијата на сексот се уште постои и има многу поклоници. Павле отиде токму во тој град, не само за време на второто, туку и за време на неговото трето мисиско патување. Врз основа на тоа што го читаме во книгата Дела, јас мислам дека токму во овој град Павле имаше многу успешна служба. Би рекол дека неговата служба беше особено плодоносна во Коринт и во Ефес. Ефес беше религиозниот центар во Мала Азија, а Коринт центарот на гревот во Европа. Стих 2. Таму сретна еден јудеец по име Акила, родум од Понт, кој неодамна дошол од Италија со жена си Прискила, зашто Клавдиј нареди сите јудејци да го напуштат Рим. Тој дојде кај нив. Во градот Коринт живееше еден брачен пар со еврејско потекло, кои изработуваа шатори. Тие претходно престојувале во Рим, но дури и во тоа време и во тој град постоел некој бран на антисемитизам, поради кој Акила и Прискила морале да го напуштат тој град и да најдат ново место за живеење. Стих 3. И бидејќи го имаше истиот занает, остана кај нив и работеше, а занаетот им беше да прават шатори.
Павле и Акила имаа иста професија – правење шатори. Кога имаше потреба, Павле изработуваше шатори со цел да има доволно финансии да патува и да проповеда. Стихови 4 и 5. И секоја сабота тој изборуваше во синагогата и ги убедуваше јудејците и елините. А кога Сила и Тимотеј пристигнаа од Македонија, Павле беше поттикнат да сведочи пред јудејците дека Исус е Христос. Павле ги чекаше Тимотеј и Сила во Атина, но откако не дојдоа, тој одлучи да оди во Коринт. Сега, додека се наоѓаше таму, Сила и Тимотеј пристигнаа и му дадоа извештај за црквите во Македонија. Кога ги виде своите двајца партнери во службата, апостолот беше уште повеќе поттикнат да сведочи пред евреите дека Исус е долго очекуваниот Месија. Но, забележете што се случи. Стих 6. Но, бидејќи тие се противеа и хулеа, тој ги истресе алиштата и им рече: крвта ваша на главите ваши, јас сум чист. Од сега одам кај незнабожците. Се чини дека ова е моментот кога апостолот Павле одлучи целосно да се посвети на евангелизација на неевреите. Тоа не значи дека Павле никогаш повеќе не го сподели евангелието со своите сонародници, но значи дека повеќе беше насочен кон луѓето со нееврејско потекло. Продолжуваме со читање. Стихови 7 и 8. И штом замина оттаму, дојде слугата на некој си човек по име Титиј Јуст, кој го почитуваше Бога и чија куќа беше до синагогата. А Крисп, началник на синагогата, поверува во Господ заедно со целиот свој дом, и мнозина коринтијани, слушајќи го Павле, поверуваа и беа крстени. Лука вели дека мнозина коринтијани поверуваа и се крстија откако ги слушаа проповедите на апостолот Павле. Ако добро се сеќавам, мислам дека Павле мина околу 18 месеци во градот Коринт, и тоа беше една од неговите најдолги посети во град во кој го споделуваше евангелието. Уште од овој момент, кога мнозина поверуваа и се крстија, во Коринт се роди црквата. А во текот на тие 18 месеци, Бог на силен начин го ползуваше Павле за да доведе мнозина до Христос и да ги укрепи срцата на верните. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.